Гледајќи во сенките на луѓето, секоја од нив е слична на другата. Но луѓето имаат потреба да ги идентификуваат и препознаваат нештата. Гледајќи во контурите на сенките на секој од нас, идентификација е речиси невозможна, затоа што нашите сенки се еднакви. Затоа луѓето решиле да се гледаат лице в лице и да си наоѓаат специфични карактеристики со цел да им помогнат во идентификацијата. Но во неможност за секого да бараат индивидуална карактеристика, тие решиле да идентификуваат цела група на луѓе според карактеристика на само еден. А кои сме ние? Ние сме Ad Hoc Art Скопје. Млади луѓе од Скопје, како што наговестува и нашето име. Но сепак, секогаш сме отворени за соработка без никакви возрастни или било какви други бариери. Проектот за младинска независност започна пред се као иницијатива на неколку луѓе од МОВ, кои што сметаат дека има голем дел на млади луѓе, студенти, средношколци, кои што имаат прилично мала количина образование во себе, бидејќи самото формално образование не принудува особени работни вештини, има премногу теорија, премалку пракса. И целиот проект беше замислен за тоа да се работи на принципот да се прават различни правишни кластери кои што ќе видат како секојдневно место каде што млади луѓе ќе учат одредени вештини, дали било тоа вербални, односно комуникативни вештини, дали било арт вештини, односно стрит арт, изработување на разни да кажеме продукти користејќи алтернативи. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Кластерите беа место каде што буквално секој кој што е заинтересиран да научи нешто поразлично од тоа што му го нуди формалното образование, можеше да се приклучи, да научи и да учествува во курикулумот кој што го нудат самите кластери, со тоа што да кажеме се правеа јавни настани, се правеа флеш мобови, се монтираа работи, се изучуваа работи. И интересното беше тоа што самиот проект беше замислен во 5 различни градови, односно тоа Скопје, Битола, Штип, Струга и Тетова. Тоа што самите градови почна да сработуваат меѓусебно многу често, да кажеме, кога се правеше било каков флешмоб или било каков настан кога требаше некој нешто да се снима, се правеше соработка со другите 4 градови, значи конкретно од Скопје, и се правеше нешто, се целеше конвержување за понатаму да може да се направи одредена група луѓе кои што заедно ќе действуваат и ќе прават не секојдневни работи во едно заедно ќе учат, што е најважното од сето тоа. После 2 години од постоењето на арт-кластерот на МОВ, веќе беше при крај со самиот проект и некако кога ни наговестуваше крај на постоењето на самата група. Тоа не ни се свигаше и сега кога решивме да почнеме на некој начин да се осамосталиме и независно да почнеме со работа, па така дојде идејата за на некој начин ребрендирање и склопување на групата под назив Ad Hoc Art Скопје. За името Ad Hoc Art Скопје што стои, тоа значи Ad Hoc доаѓа од латинската реченица која значи на лице место. Точно ни беше идејата дека создаваме уметност која одговара на лице место во ситуацијата или во општеството во кое живееме. Луѓето кои стојат за Ad Hoc Art Скопје се млади луѓе. Пред се започнавме како средношколци кои сакаат да направат нека промена во општеството и сакаат да действуваат врз околината. И веќе 3 години некако, значи зборуваме за периодот на арт кластер, веќе 3 години некако активно се занимаваме со младински активизам и ги користиме уметничките и новите уметничките алатки, новите медиуми како алатка или форма, како сакате да кажете, на младински активизам.
сме дека во нашата земја постојат луѓе кои што нели имаат различни култури, да се припаѓаат на различни етнички заедници, имаат различни убедувања и сваќања по различни теми. И понекогаш ова може да представува проблем, особено кај младите луѓе кои што не секогаш се научени да ги прифаќаат различните од нив. Ние во Адхок Арт го лоциравме ова како проблем кој што постои особено меѓу младите и решивме дека треба да направиме нешто во врска со тоа. Токму затоа ја направивме и кампањата која што гласеше Stop and Think, со која што сакавме да им пратиме порака на младите луѓе дека пред да го направат чекорот на стереотипизација, треба да размислат всушност по кој основ го прават тоа и дали навистина некоја единка се служува да биде стереотипизирана само за тоа што припаѓа на некоја различна средина или различна група во општеството од самата личност која што сака да, која што стереотипизира. Од најмали нозен или учиме да ги класифицираме луѓето во различни групи, да ги судиме по нивниот изглед, да ги судиме по работите што нив ги интересираат и работите што тие ги прават. И кога од најмали нозен ние сме научени на еден вид на такво размислување, понатаму тоа само се продлабочува и се провлекува. Во принцип се според мене нехумана генерализација и извлекување на назас. Банализирање на работите. Секогаш да пробате да го извлечете најмалиот заеднички именител за некаква појава или за некаков општествен контекст. Така им е за главно луѓето полесно. Често пати тешко се менуваат, значи се искоренуваат и тешко може некој после да се бори против самиот стереотип кој е веќе проширен. Кога поменуваат во предрасуда, тогаш веќе стануваат начин на размислување, што е еден посериозен проблем општествен, бидејќи тогаш веќе ги поврзуваме со начинот на кој размислуваме. Начинот на размислување е чекор до начинот на делување, што е веќе дискриминација. Интересно е тоа што стереотипите многу често нели можат да се користат како хумор. Тоа е психолошки гледано на некој начин одбранбен механизам за полесно да незаканувачки да се соочиме исто со нечија различност или да исмееме одредени цврсти уверувања и стереотипи. Значи зависи од тоа што каква цел има хуморот. Границата помеѓу стереотипи и предрасуда е толку тенка и несомнено е дека луѓето кои настојуваат да веруваат во стереотипите најчесто действуваат во таа насока што одвегнуваат комуникација со единки од стереотипизираната група, чувствуваат одбивност кон истите или шират говор на омраза. Не постојат земји кои не се соочуваат со проблемот на предрасуди и дискриминација кон одредени општествени групи. Но во некои тоа представува суштествена пречка во градбата на толерантно општество. Македонија, за жал, може да наброи многу примери кога дискриминацијата ја победила толеранцијата. Стереотипите да параdigmet на Република на Македонија се një shoqëri multikulturore, një shoqëri ku jetojnë shumë etnitete të ndryshme, jo vetëm etnitete të ndryshme, po edhe religione të ndryshme. Është normal që të ekzistojnë dhe nuk do të ishte normale që ta paramendojmë Републикан тон па стереотипите да парадигmet. Македонското општество, колку и да зборуваме ние дека може да зборуваме за мултикултурно општество, дека мултикултурализмот во Македонија е на високо ниво, да се толерираме, меѓутоа јас би рекла дека повеќе се толерираме отколку што сме научени да живееме заедно, кога разбирате понамала некаква нијанса на дискриминација меѓу нешто значи да толерираш некого и што значи што некој навистина да си научени да сакаш да живееш заедно. Сум се дискриминирано, сум се стереотипизирано на тази момента. Например, сега е ситуација која со сам снег деша мала, гледам кој е кафичи, имам самото кафичи, омално стигаме дека на етан, дека сајо масе да се видиме. Уствари од вас начинува дека најпенге тан са аромат.
Opinja sarca koyunca muke amendena opinja oderdaki politika amare kapitçeski. Bizim yogin bir zaman başkalardan ki çocuklarla problemlerimiz. Her zaman oynaymışık onlarla dışarıda çıkaymışık, gideymişik başka yerlere. Hemen olabilir ebeveynlerde problemler çünkü te bırakmaymıştırlar gitsinler başka ırklardan çocuklarla. Desinler olmaz sen bununla çıkarsın, için onlar öyle yemek aramayı bilmem ne. Живееме паралелни живот, тоа е многу негативно кај нас. Иако се декларираме како мултикултурно општество, кај нас немаме заеднички и допирни точки многу како различни ентитети. Туку напротив имаме паралелни светови, така не се гради мултикултурно општество, тоа е една од главните пречки и негативности. Значи, убав пример се билингвалните градинки или училишта кои би имале ученици од различен етнички состав. Можете често да сретнете средношколци кои немаат ниту еден пријател од друга етничка група, што апсолутно не оди кон градење на мултиетничко општество со мултиетнички толерантен однос и карактер кон меѓу неговите члени. Тука треба да се вклучат медиумите дефинитивно како алатки кои што ги култивираат вредностите кои луѓето потоа ги носат. Не знам, ако тргнеме од образовниот систем, да, луѓето во својот едукативен процес поминуваат голем дел од животот, меѓутоа погледнете колку децата например денеска преку интернет, преку новите технологии, преку социјалните мрежи, преку сите тие медиумски иновации, колку ги добиваат всушност представите за светот, колку ја верзираат начинот на кој што ги поимаат и луѓето и стварите понатаму. Тоа што луѓето го забораваат е дека под етикетата која тие ја залепила се крие уникатна личност која тие никогаш нема да ја видат. Многумина ја перцепираат стереотипизацијата како принцип на симплификација и судејќи по тоа ја усвојуваат како начин на кој што ќе ја перцепираат околината. Но суштината на проблемот со стереотипизацијата е што имплицира ред други појави, кои не се сведуваат само на перцепција, туку и действување. Действувањето во најголема мера треба се состои во тоа да се отворат очите на луѓето дека едноставно и покрај тоа што имаме разлики, пред се ние сме луѓе, пред се живееме во една заедница, треба да најдеме некој заеднички јазик за комуникација, бидејќи како што знаеме стереотипите понатаму произлегуваат и многу посериозни проблеми, како што е дискриминацијата и нетолеранцијата помеѓу различните групи во општеството. Однос на половите, односно родовите стереотипи во општеството, исто така имаме многу. Ние во нашиот јазик се уште немаме многу зборови кои би одредиле машка или женска професија, односно кои одредуваат машка или женска професија. Се уште имате поделба на спортовите на машки и женски. Спортските клубови се многу поуспешни, машките екипи на женските многу помалку внимание се посветува и така натаму. Самото учење на улогите во нашето општество се уште има еден родов карактер кој што е последен со многу стереотипи. Девојчињата се уште се учат дека треба да толерираат, да трпат, да бидат оние кои ќе се грижат за се во домот и семејството и дека само така ќе биде се во ред. Машките се уште знаат меѓу себе да си преречат дека ако помага дома не е доволно маж. Тоа што, да речам, многу агресивно се наметнува преку маркетинг индустријата и капиталистичката економија, многу лесно влијае и врз сликата за себе, односно на некој начин стереотипите кои што ги формираме за тоа што значи да изгледам убаво или да бидам среќен или да бидам здрав, ни создава еден голем број на притисоци и на нереални слики со кои што ние секојдневно мораме да се споредуваме или мораме да тежнееме да ги оствариме, да речем. И на тој начин може да сериозно да влијае на самодовербата. Биле kişiler ne? Bence aramayla bilmem. Bence da. Lazım bir çaresi bulunsun, bir türlü kaldırılsın böyle şeyler ama gene de
En azından olacak böyle insanlar. Olacak çünkü onları lazım da küçükken alıştırasın. Evet. Yok olmayı o şimdi büyüklükten söylersin anlamayacak. Evet. Повеќе кампањи кои што сакавме преку најсекојдневни случувања да заклучиме колку младите, па и постарите во Македонија стереотипизираат. Така се решивме на тоа да направиме најпрво 2 кампањи кои што беа не би седнал на кафе со и не би седнал во автобус со, на кои што сакавме да видиме колку од младите според некои одредени карактеристики или стереотипи кои што постојат во нашето општество, ги судат луѓето и не би сакале да се најдат во иста средина со нив. Ми беше многу мило што видовме дека има многу луѓе кои што одговорија дека не постои таква личност, дека не се ограничени, но од друга страна имаше и многу такви што напиша дека не би се дружеле со некои личности што се припадници на некоја одредена маргинализирана група. На нашиот блог Открит Скопје ни оставаа коментари, имаше нели многу такви кои што ја охрабрува да продолжиме понатаму со кампањата, беа многу позитивни и се сложуваат целосно со тоа што ние го пренесувавме. Од друга страна нели имаше и такви кои што не се сложува и не пишува негативни коментари, но тоа во секој случај не мислам дека е негативно, затоа што ни кажува дека сме поттикнали некој да размислува за овој проблем и дека не знам како подигнеме поголема дискусија, можеби ќе мотивираме некој да почне на свој начин да пренесува некоја друга порака. Оваа кампања беше еден вид на начнување на овој проблем, на информирање на луѓето дека овој проблем постои, дека ние како млади луѓе можеме нешто да смениме, бидејќи ние се уште се формираме како личности, можеме нели да смениме некои карактеристики од нашиот нели карактер. Она што дури кај нас се вулгаризира и поимот за демократија, луѓето сметаат демократија е дека демократија е всушност момент да можеме да правиме што сакаме. Демократијата не подразбира да се однесуваме како сакаме и да правиме што сакаме, туку да ги почитуваме и правата на другите. А докаде одат правата на другите, значи се знае дека додека не го загрозат моето право, односно јас имам права додека не го загрозам правото на другиот. Важно е да останеме на некој начин отворени кон различностите, значи да делуваме во насока на отварање на луѓето и на комуникациите и на разликите кои што ги има насекаде околу нас, значи да останеме љубопитни повеќе за да можеме да се полесно да ги изложиме и нашите собствени стереотипи и предрасуди на преиспитување. Најмладите генерации се некој што треба да покажат дека, например, треба да знаеме да живееме со некои што се различни од нас, кога велам различни, и тоа е прашањето многу осетливо. Што значи тоа некој да биде различен од тебе? Ако има одреден пакет на бујнакви вредности, да, за одредена работа, можеби во религиозниот поглед или не. Но и возрастните би требало значи да прифаќаат дел од модерниот начин на живење во целост. И дека се што е модерно и ново не е негативно, иако има негативни работи, но не можеме да кажеме дека се што е резултат на модерните општества е лошо и негативно. Bence öyle problemlere mesela bir lazım bir insan sınırlı olsun mesela budur Arnavut ya da budur Türk'en baksın demek budur fena lazım versin bir şans o insana kendisini anlatsın kendisini göstersin ondan sonra bir tutumu olsun. Ondan sonra anlarsın nasıldır insanlar. Evet. Sonra anladın mı, öğrendin mi nasıldır iyidir, sonra değil. Ние не сме лишени од одговорноста за оно што го мислиме и за оно што го правиме. Така што важно е кога зборуваме за предрасудите и стереотипите да го имаме ова во предвид, да знаеме какви ефекти тие имаат и да работиме на препознавање нели на позицијата на чувствата, на реакцијата на другиот. Нема зошто да размислуваш насилно кој оној кој е различен од тебе и на крајот на криштата да знаеш дека ако ја почитуваш својата култура и својот ентитет и тој другиот исто така си го почитува своето како и ти собственото. Значи нема никаква разлика меѓу вас. Тантруишме.
dhe duhet ta mbajnë të gjithë mend se e ndryshmja nuk të varfëron. Ajo që është e ndryshme nga ty dhe që e ke afër teje të pasuron, të bën ende më të pasur. Mund të fitosh shumë nga një njeri i cili nuk i përket asaj që je ti.